До крајот на овој месец можно е да бидат избрани претседателите на Кривичниот и на Врховниот суд, вели претседателот на Судскиот совет Жарко Караџовски. На денешната седница се разгледуваа и приговорите за оценување на кандидатите за претседатели на судовите, а биле прифатени приговорите на кандидатите за Основниот, Врховниот и Апелацискиот суд во Штип. Досега јавно кажаа дека поднеле приговори поранешната претседателка на Врховниот Лидија Неделкова и судијата од Кривичниот суд Иван Џолев. Дел од синдикалците кои го обвинија Живко Митревски за насилно преземање на синдикатот со помош на власта и за организирани физички напади против нив за нова велат дека ќе поднесат кривична пријава против новиот министер за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими, дека нелегално го штити Митревски. Митревски за нова ги негира обвинувањата дека организирал физички пресметки против синдикалците кои не го поддржуваат. Тој смета дека има поддршка од членството, што според него го покажал и протестот против него, на кој, како што вели, имало само 30 на луѓе, од кои половината не биле членови на синдикатот. Унгарија планира да ги затвори сите невладини организации поврзани со милиардерот Џорџ Сорос, објави Блумберг, повикувајќи се на заменикот на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Овој чекор се поврзува со доаѓањето на Доналд Трамп во Белата куќа. Според потпредседателот на владачката партија Немец, Сорос им служи на глобалните капиталисти и поддржува политичка коректност контра националните влади. За сега нема коментар од канцеларијата на Отворено општество во Будимпешта.